Почитувани, политиките на СДС со Заев и Филипче ја оддалечија Македонија од демократските стандарди, а ја приближија кон руската политика. Политиките на СДС со Заев и Филипче ја направија Македонија да биде хибриден режим со слични карактеристики на владење како на Путин и Лукашенко. Онишченко и Борче Марковски, кои се блиски соработници на Путин и Лукашенко, се лица кои власта на СДС, Заев и Филипче им ја отвори вратата да дојдат, да се вдомат и да водат бизниси. По некое време, едниот е осуден на 15 години затвор, другиот седи на обвинителна клупа. Само вакви криминални ликови успеваа во времето на СДС, на Заев и Филипче. Ваквите лоши политики кои не се во интерес на Македонија, на СДС им зададоа сериозен удар, како на национално, така и на интернационално ниво. ВМРО ДПМН води политика која е базирана на договори со Европската Унија и држави како што се Соединетите Американски држави и Велика Британија. Само на тој начин ќе успееме да го зачуваме интегритетот и достоинството на државата. Ви благодарам. Прашања? Може, господин Левков, вчера Филипче во гостување истакна дека не го познава Борче Марковски, за кој што и вие говорите. Кој е вашиот став по однос на ова прашање? Ви благодарам на прашањето. Меѓутоа, истиот тој Филипче велеше дека нема златна виза, па испадна дека има. Велеше дека не го знае газдата на фирмата во која што беа запленети околу 30 тони дрога, па испадна кампања воделе заедно. Велеше дека нема станови и удел во бизнисот на Заев, па имавме сведоштва на блиски луѓе на Заев кои велат дека ги виделе објектите. Се сомневаме дека на крај ќе испадне дека сепак се знаеле. Секој криминал или корупција има или индиции за криминал и за висока корупција, крајната точка секогаш оди до Заев и до Филипче. Ако може едно дополнително прашање, во јавноста излегоа вести и фотографии на документ во кој се вели дека првиот претседател на Македонија Киро Глигоров одбил $100 милиони за промена на името. Како ги коментирате овие случаи и кој е вашиот став по ова прашање? Ова е навистина едно значајно прашање кое би рекол отвара прашање и за друг случај, а тоа е следното. Ако Киро Глигоров како поранешен претседател одбил $100 милиони за промена на името, колку Заев и Филипче имаат земено за промена на името Македонија? Тоа е прашањето кое што се наметнува по овој случај и тоа е сосем легитимно прашање кое треба да биде јавно одговорено од ова дуо, бидејќи како прво станува збор за прашање од важност за државата и за граѓаните и како второ, ако земале пари, тоа се пари кои што се земени од нелегални активности и треба да се одговара за истото. Да подсетиме дека овие двајца се врзуваат со згради во Дубај, со индиски авиокомпании, со фирми на Балканот, јахти и така натаму. Дали парите кои им се заработени од продажбата на името на Македонија се трошат на ваков начин и за колку пари го продале ако го сториле истото? ВМРО ДПМН повикува на истрага од надлежните институции за ова најголемо национално предавство.